И сега е време за шах. Веќе на самиот почеток од ова издание, Оли и јас ветивме дека ќе го прашаме нешто нашиот прв утрински гостин, кој е интернационален фиде лиценциран шах мајстор, човекот кој првата асоциација за него е токму Орце Данчевски. Добре ни дојдовте, Орце. Добре најдов, Сузана. Драго ми е што повторно се некако ни се паѓа во лето да говориме за шахот и убаво е токму во овие летни денови да си го провериме ние нашето знаење, а може би еве вака директно да ве прашаме, како што ветивме денеска, дали е доцна за нас во наша возраст да почнеме да го учиме шахот? Шахот никогаш не е доцна. Шахот се игра од 8 до 88 години. Тоа е единствениот спорт каде што возраста не е воопшто важна. Така да само треба волја, љубов. Иако е многу важно да се внесе во наставата уште во најрана возраст од прво оделение, затоа што се развива концентрацијата, предпоставувам. Така. А кај нас е добро зашто се губат калории, 130 калории по изиграна партија, исто како да трчаме на трака. Прекрасно. Да. Дали ќе ви годи нешто кафе или чајче да ви направиме? Не, благодарам, се е во ред. Да. Сакаме да го покажеме што е напад, што е одбрана и како да ги намамиме сите што не знаат да се научат да играат шах. Така. Повелете. Прво да одговорам на вашите прашања околу губење на калории. Шахот на прв поглед изгледа дека е игра кој што се седи, и по мојот изглед се гледа дека е пасивна игра, но кога зборуваме за професионален шах, кога зборуваме за мечеви за светски првак, за големите велемајсторски надпревари, тогаш самиот Анатолиј Карпов неколку пати има изјавено дека во една шаховска партија има изгубено до 1 килограм од својата телесна тежина. Тоа е толку голем напор, зборуваме за психолошки напор, сега зборуваме за професионалните турнири, така да воопшто не е точно дека за време на шаховската партија се губат калории. Така, јас ќе баталам диетите, ќе почнам да играм шах. Што значи напад, што значи одбрана, господин? Вака, сега прво сакам да ги поздравам сите љубители на шаховската игра на вашата телевизија. Денеска припремив една интересна лекција кој што спаѓа во основите на шаховската игра, но лекција која што голем број на шахисти не ја познаваат и многу често прават грешки, кои ќе го научат овој алгоритам на размислување, многу подобро ќе почнат да играат шах. Кога играме шаховската партија се случуваат две работи: напад и одбрана. Нападот во шахот е многу едноставен и многу на некој начин, како да кажеме, лесен. Ја земаме фигурата и вршиме напад на противничката фигура. Тоа е едниот напад, го земаме ловецот и вршиме напад на противничкиот крал. Значи, нападот е прилично едноставен. Едноставно треба голема концентрација и приметување кои фигурчиња може да ги нападнеме. А тајната на успехот во играта шах се состои во одбраната. За да го најдеме најдобриот потек во оваа позиција, значи мора во главата да ставиме еден алгоритам, а тој вели вака: постојат 5 начини, односно видови на одбрана. Првиот начин на одбрана е бегање. Значи, го повлекуваме топот на некое поле и бегаме од нападот на противничката фигура. Значи, тоа е бегање. Вториот начин на одбрана се вика бранење. Нападнатата фигура ја браниме со наша фигура и сега ако противникот не го земе топот, ние ќе го земеме топот, сме направиле размена 5 за 5, еднаква размена и сме се одбраниле. Под одбрана се подразбира резултатот на трансакцијата на крај да биде еднаков. Ако губиме поенчиња, тогаш сме направиле лоша одбрана. Не ни оди во прилог. Така е. Како и во животот, или бегаме или се браниме, да. Има уште 3 други начини, почекајте. Токму така, ова е на асоциација. Слушам. На животот. На животот, сега ќе ви објаснам. Значи, рековме бегање и бранење, третиот начин е покривање. Тој начин многу често го употребуваат нашите родители кои што го прикриваат нападот врз нашите дечиња. Значи се го ставиме коњот на цесидом и сега сме заштитнички. Заштитнички. Тоа се вика покривање, вид на напад. Четвртиот напад е исто така многу интересен, се вика земање. Фигурата што ни е нападната, ние да ја земеме. Веднаш да го возвратиме ударот. Кога некој не напаѓа, ние веднаш да го возвратиме ударот и тоа е еден од легитимните начини на одбрана, повторно направена размена 5 за 5. Сме се одбраниле, не, тоа се вика земање. А петиот начин се вика контранапад. Јас го предвидов. Да, тоа кога не го напаѓаат топот, ние со нашето конче може да дојдеме на D4, сега нас не го напаѓаат топот, но ние го напаѓаме противничкиот топ.
И сега доколку противникот не го земе топот, ние го земаме противничкиот топ, повторно сме се одбраниле на вистински начин, 5 за 5, еднаква одбрана и партијата продолжува понатаму со еднакви ресурси, со еднакви материјална состојба, кој што не се знае понатаму како ќе заврши партијата. Само сме вратиле подеднакво. Така е, тоа е одбраната. Сега, во оваа позиција постои еден скриен потек кој што црниот во има еден ресурс кој што може да направи односно материјална предност. Сега кој тој поток? Може да оставиме 20-30 секунди, нашите гледачи да размислат кој е најдобриот потек, односно кој е најдобрата одбрана во овој момент што може црниот да направи. Ќе ја кажам, веднаш тоа е потекот топ на А3. Тоа е контранапад и така наречена жртва, шаховска жртва. Топот има вредност 5, ловецот има вредност 3. И кога со топот ќе го земаме ловецот, ние моментално жртвуваме материјал. Значи даваме појака фигура со 5 поена вредност за 3. Значи сме минус 2 поена. И што се случува? Доколку противникот не го земе топот и оствори материјална добивка, дали 5-3, 2+, сега нашиот топот C8 го зема топот на C1 и се случува шах-мат позиција. Она позната животна шах-мат. Кралот е во шах, нема кај да оди, не може да бега. Сега овие пиунчиња кои што претходно го штитеа, ова е замокот, сега му се едноставно препрека на кралот и оваа позиција се вика шахмат. Тоа е едната варијанта, а втората варијанта во оваа позиција, ако наместо овој топ на А3 го земеме топот на C8, повторно следи топ на А1 шах-мат. Зошто е мат? Може да се одложи матот за 2 потега, топ Б1, земаме топ C1, земаме шах-мат. Ова е една од основните лекции што сакав да презентирам пред сите љубители на шахот, кога ќе почнат, сега има доста аматери кои што играат оваа игра, да си го стават овој алгоритам во главчето, дека кога противникот ќе ги нападне, не одма да бегаат, не одма да зимаат, да поразмислат малку, во овие 5 видови секој се крие најдобриот потек. Тоа беше мојата идеја. Денешна лекција. Браво. Постојано велите главчетот. Ова го наменувате посебно за дечињата кои што ги учите, имате вие и академија, каде може да ве најдат? Шаховска академија Данчевски е онлайн академија, затоа што шахот е идеално место за изучување онлайн. Но имаме и простори со физичко присуство, тоа е во Кино Беличанец во Кисела вода, еднаш неделно, значи имаме 2 часа едукација, понеделник и среда или вторник и четврток, а во сабота се собираме во Кисела вода, имаме прекрасен простор каде што ги повторуваме лекциите и играме во живо. Шахот е идеален спорт за учење онлайн, но се игра во живо со реален противник од другата страна. Ве прашав од кога играте, велите од 4 години? Да, јас сум шахиста кој што шахот ме плени уште, што прво научив шах да играм, потоа да зборувам. Да, шахот ми беше така. Љубов на прв поглед. Толку убаво звучи ова да се слушне. Оле, најверојатно јас и ти сме немале ваков учител како Орце, па можеби да имавме и можеби ќе го научевме шахот. Многу е битно кој како ќе ти го представи, кој како ќе те... Тоа е умешноста на наставникот, на учителот. Најголема умешност е таа. Сите ние во минатото се сеќаваме на наставничките по незината емоција. Јас се сеќавам на мојата наставничка Љубица Мицевска, беше полна со разбирање, со љубов и едноставно тоа што се сеќаваме минатото е само емоцијата што ја пренесува наставникот. Дали знаете дека на мојот доктор пасвордот на мејлот му е името и презимето на наставничката која што му оставила впечаток и поради која што тој е доктор. Секоја чест. Така да имаме одличен мајстор, учител кој што треба да го побараме, а јас ветувам дека и јас сакам да научам, а ќе ги донесам и моите деца кај вас на академија креативно и конструктивно да го потрошат времето, барем сега на распуст. Има една, сите што сакаат да научат шах, што сакаат да ги научат 11 основни лекции, тие се бесплатни на danchevski.mk на мојата веб страна. Имам YouTube канал Орце Данчевски, 11 лекции по трајање околу 7 минути една лекција, сите основни работи. Како се движат фигурчињата, шахмат, напад, одбрана, значи ги имате бесплатно, може да си ги изгледаат и да ја научат играта шах и потоа да се вклучат во шаховски надпревари. Да, многу ви благодарам што дојдовте со шахот, што ги покажавме најдобрите
потези и ќе ве чекаме повторно. Ова беше се во чест на одбележување 20 јули, светскиот ден на шахот. Да, благодарам и на вас. Да, јас ветувам дека ќе ги проследам тие 10 бесплатни часови и ќе видам докаде сум со моето скромно познавање, би го рекла повеќе сиромашно отколку скромно на шахот, но никогаш не е доцна и благодарам што не охрабривте Орце за да почнеме и ние малку да се навратиме на вистинските вредности, а шахот е токму. Како да во животот потоа реагираме на одредени ситуации. Точно така.